Започна комплетното санирање и модернизирање на железничката станица во Битола. Создадени се сите предуслови за непречено одвивање на зафатот, така што градежните работи треба да се комплетираат во наредните неколку месеци. Интензивно се одвиваат градежните активности за реконструкција на железничката станица во Битола, со што најстарата железничка станица во Македонија, изградена кон крајот на 19-тиот век, конечно ќе добие нов лик. Како што можете да забележите, работниците, односно екипите се веќе на терен и она што во моментов се работи е фасадата на железничката станица, како и внатрешниот дел на објектот. Според најавите од Министерството за транспорт и врски, планирано е реновирање на билетарата, чекалната, санитарните јазли, кровната конструкција, ќе се санираат фасадите и внатрешните ѕидови. Целосно ќе бидат заменети подовите, ќе биде поставена нова термичка изолација и ќе се изградат нови тоалети. Градежните активности вклучуваат и промена на водоводната и електричната инсталација, вклучувајќи ги внатрешното и надворешното осветлување. Ќе се постават системи за грејење и ладење, системи за сигнализација и информирање на патниците, како и системи за подобрување на пристапноста за лицата со намалена подвижност. Исто така ќе се направи и промена на пероните и платото околу станичната зграда, на површина од околу 400 метри квадратни. Ќе се асфалтира и паркинг просторот околу станицата. Реконструкцијата на железничката станица во Битола е дел од проектот на Министерството за транспорт и врски за реконструкција на 10 железнички станици во земјава од коридорот 10 според стандарди на Европската Унија. До сега се санираа железничките станици во Велес, Градско, Прилеп, Неготино, Демиркапија, Табановци и во Скопје, а останатите се во фаза на реконструкција или дел ќе започнат да се реконструираат, а комплетно се очекува да бидат завршени во наредните неколку месеци. Инвестицијата е вредна 5 милиони евра, средства обезбедени од Европската комисија и од европските ИПА фондови.